Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема како да им бидеме поддршка на децата кога се наоѓаат во моменти на тантруми. Кога нашите деца имаат тантруми, особено во моментите тоа кога се случува пред да се оди на училиште, пред да ги носиме во градинка, како ние како родители реагираме во таквите моменти е најчесто им кажуваме: сега биди тивок, биди мирен, немој сега да правиш плачки, немој сега да правиш нервозни, немаме време, ќе задоцниме и така натаму. Но не е работата дека ние како родители немаме време, туку најчесто е токму поради фактот што ние чувствуваме една голема непријатност дека сакаме да се чувствуваме непријатно, неадекватно и дека треба да се соочиме со тие неубави емоции од нашето дете, затоа што секогаш кога треба да се оди на училиште или во моментите кога треба да го носиме нашето дете во градинка, сметаме дека ние тогаш нашето однесување треба да биде исклучително добро. Меѓутоа, ова нешто и ова сваќање нас не враќа во нашите години, од нашето детство, кога сме имале 5 години и кога сме биле од страна на нашите родители и ние најчесто ограничени во нашето емоционално изразување, кое што всушност спрема тоа како не обликувале, како не родителствувале и нас, сме верувале сме ја добиле идејата или верувањето дека не сме доволно добри. И не дека, немаме на вистина време, затоа што на времето ние како родители не треба да гледаме како на ограничување, туку секогаш треба да гледаме во таквите моменти како златни можности со нашите деца, во кои што можеме да направиме одредена да бидеме креативни со нашето дете, со цел да го вратиме нашето дете во неговото нормално однесување. Што значи тоа? Тоа значи дека на времето треба да гледаме како една конструкција, во смисла на тоа дека многу подобро би било да задоцниме на училиште или во градинка, доколку сме успеале да го изрегулираме однесувањето на нашето дете, да го вратиме во својата собствена нормална регулација, отколку пак да се чувствува детето дека сме го избрзале, да се чувствува тажно, да се чувствува неисполнето, да се чувствува детето неизрегулирано и да се чувствува нервозно во текот на целиот ден. Затоа што и децата исто како нас, возрастните, често пати ни се има случајно пред да одиме на работа, например, да може да влеземе во некоја расправија или нешто да се подналутиме со некој член од нашето семејство и да заминеме да отидеме на работа така цел ден со некое неубаво чувство во нас и кое што всушност бара дополнително наше ангажирање во смисла на тоа да оствариме продуктивноста на самото работно место или да бидеме дополнително ангажирани во смисла на да бидеме во смисла на тоа да бидеме многу посвесни во моментите кога се бараат одредени работни обврски од наша страна на самото работно место. Значи, ние како родители имаме доволно капацитет да можеме да одвоиме време за нашите деца, за да можеме да ги изрегулираме тие моменти на неадекватно однесување кај нашите деца. Меѓутоа, проблемот е во тоа што родителите најчесто се плашат и го одбегнуваат тој момент. Зошто? Затоа што најчесто она што родителите го кажуваат е дека велат: јас ако застанам и одвојам време во таквите моменти за да видам што навистина му е потребно на моето дете, тоа би значело дека јас само ќе го научам моето дете во таквите моменти да бара внимание од мене и утре тоа истото ќе се случи, по друго ден истото ќе се случи. Значи тоа би подразбирало дека јас ќе му одам по кефот на моето дете.
Меѓутоа, тоа не е навистина така, се разбира дека не е потполно точно тоа, затоа што вообичаено е кога нашето дете навистина има тантруми, тоа е всушност се и се наоѓа во една состојба на бес, всушност нашето дете бара да се поврзе со својот родител. Значи, тие се моменти кога на детето му е потребно навистина да се поврзе на едно подлабоко ниво со својот родител и ние, како родители, ако навистина му го дадеме тој момент, му го дадеме она што му е потребно на нашето дете, кај нашето дете ќе ние го учиме значи умот на нашето дете, телото на нашето дете едноставно да разбере дека тоа е вистинскиот начин на кој што јас можам да се поврзам со мојот родител, не преку тантруми, не преку адекватно однесување, туку преку овој начин каде што родителот ќе сака мене да ме сослуша и да ме разбере. Значи ние му даваме еден преглед на детето, едно да може навистина детето да види како навистина да се поврзе со родителот. Ние ако како родители постојано даваме отпор, постојано се тргаме настрана од таквите моменти, не сакаме тогаш да одвоиме време за нашите деца, ги игнорираме или пак почнеме да ги казнуваме, прибегнуваме кон казнување на нашите деца, ние само ќе направиме да тие тантруми кај нашите деца, тој излев на бес, уште повеќе да се позачестува кај него, што значи дека детето едноставно поради зачестеноста да не може се потешко и потешко да може да се справува со тие моменти на бес. Меѓутоа, ако како родители ние се одлучиме да одвоиме доволно време за нашето дете, да си го прашаме во смисла на тоа што е она што тебе те мачи во момент, гледам дека нешто важно, нешто битно се случува со твоето тело, тогаш децата, ако се во состојба да можат вербално тоа да ни го кажат на таа возраст, тогаш тие сигурно дека ќе ни кажат што е проблемот, или пак и да не се во состојба да не знаат да ни кажат доволно она што навистина би можеле ние да го разбереме, да ни изгледа за нас нешто што е несватливо, што не можеме да го разбериме, и тоа е во ред, затоа што која е нашата цел како родители? Нашата цел пред се е да најдеме начин како ние да му возможиме на нашето дете да се поврзе со нас. Значи, тоа е главната поента на сето тоа. Во случаеви пак кога детето не е вербално способно да може да се изрази, кога е се уште мало, тогаш родителите најчесто го поставувале прашањето па како јас да станам експерт сега, што сака моето дете во таквиот момент, како да се поврзам со него. Меѓутоа, ние како родители навистина не треба да заборавиме на самиот факт како пак нашите бебиња од самиот почеток на раѓање, како тие се поврзувале, како тие нас не разбирале, како тие знаат кога ние ќе му се насмевнеме или што е она, дека тоа значи нешто убаво. Значи, како нашите деца го читаат нашето тело, како тие се експерти за тоа. Едноставно од наблюдување. Значи, бебињата, малите деца цело време нас не наблюдуваат и токму поради тоа наблюдување тие ги читаат нашите знаци, нашите изрази, гримаси на нашето лице, моториката ја следат на нашите раце и така натаму, на нашето тело, што значи дека и ние треба да учиме од нашите деца дека гледајќи ги знаците кои што ги покажуваат нашите деца преку нивното тело, преку начинот на изразувањето на нивното тело, што е она што навистина сега му е потребно на моето дете за да можам јас да се поврзам со него. Значи, преку одредени знаци треба
да и самата да бидам свесна по одредени моменти дали моето дете е нервозно, дали моето дете е агресивно, дали моето дете покажува некое незадоволство, дали моето дете сака да си каже одредена негова вистина, дали моето дете едноставно се плаши, анксиозно е, вознемирено е. Значи сите тие знаци ние треба, наблюдувајќи ги во таа возраст, да преку тие знаци да знаеме што е она што навистина му е потребно на нашето дете, за да можеме да му го дадеме она што му е потребно. Меѓутоа, што доколку ние не можеме да и покрај сето тоа да го наблюдуваме и не можеме да откриеме што е она што му треба на детето, тогаш треба да се запрашаме самите себе си што треба јас да направам во овој момент, како јас реагирам спрема моето дете, што е она и како и од што и како е предизвикано моето дете за да влезе во еден дисбаланс со неговата енергија, дисбаланс со неговото природно однесување и доколку и тогаш не сме во состојба да можеме да си дадеме одговор за да се поврземе со нашето дете, зошто е толку реактивно нашето дете, најверојатно во најголем случај е дека и ние како родители не сме доволно свесни и не сме си ја решиле својата сопствена реактивност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.